Тетово се најде на првото место на светската листа на загадени градови која е објавена на Numbeo онлайн база на податоци со информации за загаденоста, трошоците за живот во земјите и градовите, здравствената заштита, криминалот и сообраќајот. Листата е составена според индекс на загаденост за средината на годината. Тие индикации се историски и се објавуваат периодично, појаснуваат на веб страницата. Индексот на загадување во Тетово изнесува 97.44, а по Тетово на второто и третото место се градовите како Кабул во Авганистан и Катманду во Непал. Ако има повеќе денови зголемена концентрација на PM10 честичките, медицинските лица велат дека инфекцијата со SARS вирусот ќе се мултиплицира. Прилично ќе се мултиплицираат тегобите и инфекцијата со SARS вирусот, ако имаме повеќе денови со зголемена концентрација на PM10 честички, затоа што тогаш оние ултрафини честички кои се дел од PM10 честичките, тоа се претежно со големина од 0,1 микрони до 1 микрон, служат и тие се лебдечки честички кои лебдат во воздухот со денови. И ако имате вие постојано аерозагадување со голема концентрација, ќе имаме перманентно присуство на тие ултрафини честички. Тогаш на нив можат да се нанесат вирусите кои се со слична големина и да перзистираат наместо 150 до минути до 3 часа може да перзистираат со денови во воздухот во висина на 1,5 метар. Автоматската мониторинг станица за квалитет на амбиенталниот воздух во Тетово на Министерството за животна средина покажува дека само 2 од 24 денови во ноември биле со чист воздух, односно со помалку од 50 микрограми на кубен метар на отровните PM10 честички. Во текот на 2020 има 105 дена, во кои е надмината граничната вредност на концентрацијата на PM10 честичките.